Спонзорот Цермат ви представува. Операта "Така прават сите" го отвара 23-тото издание на Интерфест Битола. Битолскиот театар ќе гостува во повеќе земји. Францускиот диџеј Таламаска гостува во Скопје. Македонската опера и балет вечер го отвара фестивалот на класична музика Интерфест Битола со премиера на операта "Така прават сите" од Моцарт. Режисер на операта во двачина е Цветан Стојановски, а диригент Саша Николовски Ѓумар. Оперскиот првенец Стојановски овој пат како режисер искажа задоволство што работел со млади солисти кои, како што рече, му давале голема енергија. Самото дело нуди еден огромен потенцијал, значи една огромна свежина. Моцарт и да Понте направија нешто што практично останува свежо секогаш. Секогаш доживувало некоја нова креација, секогаш доживувало некој ново тумачење складно со времето и просторот каде се одвива. Предизвикот овдека не потекнува само од делото, туку на таа цела свежина се надоврза свежината на оваа екипа што седи до мене и луѓето кои можат да бидат доволно флексибилни и да направат нешто ново во операта, да ја на некој начин да се обидиме да направиме нешто што веќе е тренд во светот, да се обидиме да направиме нешто поинаку на сцена, да она статичност која на некој начин беше символ за операта, да ја покренеме, да ја изместиме од таа мртва точка и мислам дека во тоа успеаваме. И нормално, тоа што и мој вечен предизвик, почнувајќи од Дон Паскуале, ако се сеќавате со моите, можам да се пофалам, пријатели, искрени пријатели, Дурловски, кога имавме една огромна свежина, еден огромен потенцијал кој функционираше на сцената и сега имаме повторени луѓе кои сигурен сум дека набрзо за нив ќе зборуваме од сличен аспект од нивната промоција на светските сцени, заради тоа што сериозен потенцијал нудат. Идејата на македонската опера и балет е да дава постојана можност за афирмација на млади и потенцијални оперски таленти, па така тие ќе се појават на сцената заедно со реномираните и добро познати на публиката оперски изведувачи. Навистина ми е драго што сум дел од екипата и јас. Ова е мој прво дебют. И за прв пат работаме на голема улога, како што е улогата на Гулиелмо, значи ја толкувам од операта Кози фан туте, или Така прават сите на со македонски превод. Навистина е предизвик за еден млад оперски пеач, да кажам, на надеж, можеби подобро, да се работи ова улога затоа што е долга и навистина е обемна. Навистина е комплексна улога, во која што се појавуваат не само арии, него и ансамбли, каде што Моцарт така го напишал тоа дело, што гласовите ги споредуваат на начин како инструмент. Многу сум задоволна од целокупната работа, еден месец голема забава, колегите, сам стварно дружба, работа и ќе излезе еден многу добар проект. Моцарт пеам за први пат. Улогата е карактеристична, ајде да се изразам така, комична улога, која што сепак мене ми лежи затоа што до сега во тоа што сум доработила, сите улоги ми биле комични. Посебна е честа и голема, искрено да ви кажам, бидејќи ние како млади уметници сме жедни за да настапуваме и да бидеме стварно дел од еден голем фестивал и афирмиран. Така да предизвикот за ова опера е навистина голем, бидејќи ние сме млади и ова улога која што јас ја изведувам, улогата на Фиордилиџи, е навистина комплицирана улога и голем предизвик,
бидејќи се смета дека е една од најтешките улоги од Моцарт. Огромно задоволството на што ете на покана по нашиот режисер Цветан Стојановски, сме сите тука. Особено јас бидејќи ова роља, да речем, Дорабела, што е во Кози фан туте, е една од тие улоги кои што секој мецосопран, особено од фахот на лирските мецосопрани, мора да ја помине според мене. И огромен предизвик. Тешкотијата технички е многу комплексна, значи има многу проблематики кои што треба низ процес нели на вежбање работа, прво вокална, значи откако ќе се совлада, што е голем процес, поза тоа сцена да се пренесе дословно, нели едното да не пати од другото, двете нели во исто време да функционираат на сцената безпрекорно, тоа е едноставно навистина тежок процес. Задоволството е големо, бидејќи Интерфест е еден фестивал со светско реноме, така да е голема честа да се учествува, поготово на отварање. Што се однесува до улогата во Моцартовиот Кози фан туте, тука е предизвикот уште поголем, бидејќи тоа е едно комплексно дело, специфично за пеење и кое што го нема многу често на репертоарот на македонска опера и балет. Сценограф на оперската представа е Зоран Николовски, костюмограф Марта Трендафилова, кореограф Олга Панго, а асистент на режија Љупка Јакимовска. Цветан е еден исклучително начитан човек, прво пред се, значи знае, се снаоѓа нормално затоа што позади него има огромно искуство и како солиста, и како глумец, и како личност која веќе долги години има стекнато искуство за таа работа. Многу добро ги познава нели драматургијата, мизансценот, сцената за него е едно нормално место за живење, така да мислам дека се снаоѓа прекрасно, што јас како негов асистент нели имам многу што да научам и што да видам од него, нели нормално. Соработката беше прекрасна, он е значи забавен човек, каде што покрај тоа нели покрај работа може да те збогати со едно големо искуство и да ти пренесе она што он го знае на тебе, што е многу битно за мене како асистент и се надевам и за другите солисти, затоа што и нивната улога има преземено нели во животот. Моцартовата комична опера после долги години се враќа на сцената на македонската опера и балет. Моцарт ова дело го напишал при крајот на својот живот во соработка со либретистот Лоренцо Дел Понте. Така прават сите ќе биде изведена на 4 октомври во Скопје во македонската опера и балет, а на 7 октомври во Тетово. Фестивалот Интерфест ќе трае од 2 до 12 октомври со гости од Италија, Германија, САД, Бразил, а ќе заврши со концерт на виолинистите Ана и Олег Контратенко и пианистката Марија Вршкова. Оваа година Битолскиот театар одбележува 70 години постоење. Централната свеченост ќе се одржи на 14 ноември. За најстариот театар во Македонија, Народниот театар Битола, кој пред сега во моментот не полни 70, но пред 70 на години е формиран токму на 14 ноември. Се разбира, сите овие манифестации кои јас сега ќе ги споменам и настани, на некој начин ќе се потрудат да го одбележат овој наш голем јубилеј. Очекуваме до тоа време да биде готова и нашата монографија која ја подготвуваме за одбележување на празникот и исто така ќе има и некаква забавна програма која нема да биде класична театарска представа, него ќе биде она наше познато представување на нашите таленти на некои подруги полиња. Битолскиот театар, започнувајќи од понеделник, го очекуваат повеќе гостувања, меѓу кои во Русија и Пекинг. Веќе во понеделник Народниот театар Битола заминува на еден значаен фестивал во градот Ростов на Дон во Русија со представата Иванов, нашата последна представа која премиерно ја изведовме на Битолско лето, Иванов, од Антон Павлович Чехов, а во режија на Александар Варгман, гостин од Русија, кој беше и главната конекција за да добиеме покана за гостување на овој реномиран руски фестивал. Покрај нашиот театар, таму учествуваат уште десетина други театри, еден дел се од Русија, а добар дел се и од земји кои
не припаѓаат на Руската Федерација. Меѓутоа, она што е многу значено е нашето гостување, кое што за прв пат ќе се случи еден македонски театар на македонски јазик воопшто да гостува во една далечна земја и култура. Значи ги воспоставуваме границите со нови пријатели, откриваме нови култури. Возвратната посета на Националниот театар од Пекинг, на која што тргнуваме од 15 до 21 октомври. Ќе изведеме две представи на 17 и 18 октомври на Интернационалниот фестивал за големи драмски класици, кој што се случува и сакам да кажам дека тоа е во едно одлично друштво на компании од целиот свет. Например, ден пред нашиот настап има настап Германскиот национален театар од Франкфурт со представата Медеја на големиот режисер Марк Талер, например. Во моментов се подготвува најновата театарска представа по текст на Венко Антоновски, а во режија на Дејан Пројковски, текст инспириран токму од Битола, но и романот Ана Каренина. И ние со огромно задоволство констатираме дека добивме еден исклучителен драмски текст и се надеваме дека таква ќе има и реализација. Иначе, овој текст прогледување е праизведба во Битолскиот народен театар, но ние за прв пат го поставуваме и големиот македонски писател Венко Антоновски на нашата сцена. За жал, до сега Венко Антоновски не е игран на нашата сцена. Венко Антоновски и Дејан Пројковски се веќе познат тандем, со веќе неколку направени представи ширум Републиката. Се надевам дека и овој пат оваа представа ќе резултира со една голема гледаност од гледачите, но и високи оценки од театарската критика. После двете успешни изданија на Шекспир фестивалот, се повеќе театри од различни земји на светот се заинтересирани за соработка со Битолски театар, па така ќе биде организирана и регионална драмска работилница. Регионално, како она што веќе 2 години се обидувавме да го организираме, годинава ни успева. Значи, некаде помеѓу 1 и 3 декември годинава представата Хамлет Машина во режија на режисерот Андраш Урбан, кој што годинава го доби специјалното признание на Политика за неговата представа што ја изведува на последниот Битев театар за најдобар режисер. Исто така ќе учествува на фестивалот Дезире во Суботица, фестивал кој што е посебно посветен на алтернативните форми и кој што обрнува посебно внимание на режисери од регионот кои што се занимаваат со политички театар, меѓутоа и со поинаква естетика. Значи, таму на фестивалот се појавуваат имиња како Јернеј Лоренци, како Ивица Буљан, како Дино Мустафич, Урбан Андраш, Оливер Фрлич, значи имиња кои што Борут Шепаровиќ на некој начин ја потресуваат културната и политичката јавност во театарот во регионот на бивша Југославија. 70-годишното постоење на театарот ќе се одбележи со представување на монографија и богата забавна програма со што ќе се потсети публиката на далечната 1944 година, кога театарот започна со работа и со изведба на представи на македонски јазик. На 4 октомври со почеток од 22 часот во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје настап ќе одржи францускиот диџеј Таламаска. Поводот за гостувањето во Скопје е промоција на неговиот најнов албум Level 9, кој неодамна го издаде еминентната издавачка куќа Dacru Records. Францускиот волшебник, како што го нарекуваат ширум Европа, најавува повеќе часовен настап со кој ќе ги забавува скопјани. Инаку се работи за еден од најголемите диџеи во светот на транс музиката, диџеј кој е многу добро познат на македонската публика, која на овој негов настап покрај промоцијата на новиот албум може да очекува да ги слушне и сите негови најдобри траки. За журката да биде уште поголема, обезбедена е и домашна поддршка од диџеите Даре, Soundkiller и Дејан Доги. Картите се пуштени во предпродажба во Југотен 1 и 2 и дистрибутивната мрежа на купи карти за се во ограничен број. Настанете во организација на Sun Production.